Живеачката е се поскапа, платите не стигнуваат ниту до половина, а не пак до крајот на месецот. Ова се најчестите коментари на обичниот граѓанин, кој крпи крај со крај за да го истурка месецот. Сметки, храна, домување и можеби облека, но само ако остане некој денар плюс и платата отишла. Ако минималната потрошувачка кошничка за месец март изнесуваше 32.140 денари, а граѓаните ја зеле просечната плата за преживувачка, во текот на 30 дена, едно просечно семејство е принудено да направи заштеда, тоа да намали дел од трошоците. Желбата и мотивите да се штеди се едно, но реалност и можностите друго. Иако граѓаните сакаат да имаат денар плюс кој ќе им се најде во густо, навиката за штедење е се уште на многу ниско ниво. Делот што се нема, а делот што и задолжувањата се толкави колку што реалните приходи не го дозволуваат тоа. Со платите и пензиите едва може да се покријат основните трошоци. Се крати од се, а најмногу од мода и убавина, велат кочанчани. Денеска пензионерите највише штедат на храната. Помалце јадат, а повеќе штедат. Да се храната оди на внуците. Внуците нема од кај да се издржават. Родителите не работат и така целиот терет испаѓа на нас. Но ништо не штедам. Кога имам пари се купувам. На се. Па на храна, на облека, дури и на лекови. Јас сум пензионер со 7.500 па не можам да издржам. И тоа сама живеам. Па најмногу штедеме на екскурзии, не патуваме никаде. Дома си седеме, а за исхрана не штедеме никако. Тамо треба да се примат витамини и било какви, секакви минерали. Нема штедење на храната. Може малку нешто на облека да се заштеде отколку на храна. Па она што не е потребно за лично мене, фамилијата, домаќинството, што не е потребно, значи на тоа штедам. Она што е потребно, тоа не штедам. Храна, релаксација, излегување, надвор, возење со кола и така. На тоа многу не штедам. Така што, значи, има работи кои што човек може да штеди, има работи кои што не може и не би смел. Реков, особено за храната на човекот, на семејството и така. На тоа, значи, се штеди и на тоа, и на друго што не се штеди, што не мора. За облекото штедиме повише, а облекото ќе носиме, ќе переме носи. А идејата треба идеја. Без идеја не био ништо. Скапата храна и сметките и понатаму ќе го тенчат семејниот буџет. За граѓаните и во иднина штедењето ќе остане мисловна именка.